Добро вечер, Добро вечер, драги пријатели, драги непријатели, јас сум Изабела Пам, вие го гледате моето ново видео. После Мандела ефектот, решив да направам уште едно видео, односно видео за постоење на сирените. Дали вие верувате во постоењето на сирените? Дали сметате дека некогаш постоеле сирените или пак не постоеле? Постои документарец кој може да го најдете на YouTube и е краток. Односно, се смета, ќе ви го раскажам накратко, за тие што ги мрзи да го гледаат, за тие што ќе ги заинтересира причава и ќе го гледаат, браво, супер, браво ми е. Кога се десила Бинг Бенг експлозијата, односно кога настанал светот и настанале првите суштества на планетава и настанале нели човеколики мајмуни и слично, односно тоа не биле одма човеколики мајмуни, туку некои таму мутанти да ги речам, од кои сме настанале ние. Дел од тие мутанти отишле да живеат на копното, не се викаат мутанти, јас ги викам така, да не се разбереме погрешно. Дел од нив отишле да живеат на копното, каде што се приспособиле на условите кои им ги нудело копното. Дел од нив отишле да живеат во водата, каде што нивниот организам, нивното тело се приспособило на живење во вода. Односно, кога ќе го гледате документарецот, има слики, има тело на сирена кое е пронајдено во Ајкула. Ајкулата уствари ја изела сирената која била претходно инфицирана. Ја фаќаат рибари Ајкулава и го сечат стомакот од каде што излегуваат делови од непознато суштество, прават испитувања, прво се сумневаат дека е на оние вака што прават фокине, но ќе го гледате филмот, ако го гледате ќе дознаат после испитувања дека телото не е на фока, туку е на за нив непознато суштество. Кога ќе го спојат, ќе добијат фигура на, односно тело на сирена, односно тело кое до половина е на човек, а надолу е перка. Кога тие мутанти, да се навратиме на приказната, влегле во морето, се приспособиле на морските услови, нивната глава не е како нашата, туку имаат мало вака, нашата глава е вака. Нивната глава е вака. Има, нели, дупка, имаат жабри, односно целите се со жабри. На прстите ние имаме, нели, кожичка. И они имаат, само што е поголема. Сирените, односно оние кои се пронајдени во неколку океана, воопшто не личат на Ариел, на сликовниците сирени, туку прекрасни се на свој начин, ама не се како Ариел, немаат ваква фаца, немаат наша фаца, немаат човечка фаца, сакам да кажам. На многу голем дел од вас ќе бидат многу морбидни и гадни. Истражувањето за нив уште трае, не сум многу сигурна. Постојат две варијанти за сирените, дека тие некогаш постоеле, па нивниот вид изумрел, а втората варијанта е дека тие се уште постојат, но се многу интелигентни и многу добро сокриени, што не може никој да ги најде. Со оглед дека водата, општо водите во светот се 20%, односно 20% само откриени. Мислам дека имам сосема право да верувам во постоење на сирени и на слични ствари. Тоа е првата причина, значи од целата вода во целиот свет, 98% вода имаат истражено само 20%, значи тоа не е ни пола од пола. Не знам дали се сеќавате, пред доста години имаше во не знам која држава
изумрено многу китови. Значи тоа беше огромна бројка на китови која е изумрена и за која заклучува дека се работи за некаква болест. Во документарецот е убаво објаснето дека не се работи за болест и дека китовите не се изумрени од болест, туку се изумрени од звукот на сирените. Испуштале крикови со не знам колку децибели кои човековото не може да ги поднесе, односно звукот што го испушта сирената ако биде во близина на човек, а шансите се многу мали бидејќи кој би живел од човек во океан, нели? Односно нема шанси. Може да убие човек и се смета дека таа залутена сирена која ги испуштала криците, ги умртвила сите тие китови и слично. Ќе ви ставам долу во description линк од документарецот. Свртете го, погледнете го, пишете ми некој коментарче ако сакате. Мене вакви муабети многу ми се допаѓаат и многу сакам да знам за светот и верувам во такви за некого моронски ствари, ама стварно верувам дека можеби навистина постојат и крај крајава книжулето за Ариел, за да напишеш нешто, мора нешто да видиш. Односно, за да направиш имагинација за нешто, односно за да изфантазираш нешто, пак мора тоа нешто да ти е поттикнато од нешто друго. Така работи човековиот мозок, барем, и верувам дека се е возможно денес. Така да ако постојат сирени, и јас ќе бидам многу среќна, прво. Ќе ги обожавам. Второ, ако се докаже 100% дека постојат сирени, а вие се откажете од вашите соништа, ќе убијам вас. Истражувајте за светот, истражувајте за науката, истражувајте за се што ви интересира, бидете своји, никогаш не се откажувајте бидејќи ништо не е невозможно и останете и следете мене и моите нови видеа. Доколку ви се допадна ова видео и сакате следно, пишете ми коментар, ставете лайк, шер, сабскрајб и се гледаме во наредно.